да ги нахраниме економиите, но не депониите. На оваа тема Сузана Апостолова, мојата колешка, се приклучува во овој блок заедно со мене во блокот во 8 и во 9 часот. Ти благодарам, Сузе. Добро утро официјално. Повели со првото вклучување. Добро утро, Јована, за тебе и за нашите гледачи. Да, на Светскиот ден на храната упатуваме, ја истакнуваме важноста на храната за животот и опстанокот на луѓето. На оваа тема разговарам со мојот гостин Душко Христов од Банка за храна Македонија. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Брзината со која што се трошат ресурсите на планетата Земја секојдневно се зголемува, а сето тоа пак всушност ја актуализира темата за обезбедување доволно храна за преживување на луѓето. И од тука веднаш пак и се поставува прашањето со какви проблеми во земјава, во Македонија се соочуваме со обезбедување на храна доволно за сите луѓе. Гладот како феномен го има и ќе го има. Ние како Банка за храна, а и нормално општеството треба да се посвети на тој дел, дека неодговорното купување и конзумирање на истата доведува дека се помалку има храна оние семејства кои што навистина се на работ на сиромаштијата. Неодговорното купување и конзумирање е едниот од големите проблеми, бидејќи ние како организација веќе 15 години секоја година имаме на крајот на годината отприлика во ова време податоци отприлика колку храна се фрлила од нас домаќинствата. И морам слободно да кажам дека домаќинствата во Македонија се најголеми фрлачи на храна. Да не рачунаме вредноста на истата, меѓутоа таа укажува дека над 35 милиона евра вредноста на таа храна која што ја фрламе завршува на ѓубриштата. Од тој аспект апелот е и одговор на прашањето е само неодговорното конзумирање на храната, односно набавка и конзумирање е проблем со кој што се соочени бројни семејства во државата. Убаво истакнавте, спротивставување од една страна имаме глад, луѓе кои што не знаат дали за наредниот ден ќе обезбедат храна да го поминат денот, од друга страна пак имаме луѓе кои што прекумерно купуваат храна, па дури и ја фрлати, затоа и имаме проблем со тоа што кога храната се фрла, не се губи само оброкот, се губат и ресурсите, енергијата и земјуштето кои што се потрошени за да се произведе таа храна и затоа велите да ги нахраниме економиите, а не депониите. Токму така тоа е нашето мото, да ги храниме економиите, не депониите. Убаво срочено да се каже дека ресурсите и енергијата кои што се троши се големи. Само ќе кажам за гледачите дека во светот се произведува храна за околу 12 милиарди луѓе. Ние сме 8. Тоа значи дека храна има и преку од доволно, но не е равномерно распределена. Има делови во светот, убаво кажете дека околу милиарда луѓе сигурно гладуваат денеска, меѓутоа храната не е распределена. Одговорното однесување кон истата и кон ресурсите кои што се вложуваат во тоа, значи од една страна велиме дека имаме доволно храна, од друга страна имаме гладни луѓе и сиромашни. Ние како Банка за храна сме токму направени филозофијата на банкарството со храна да најдеме најкраток пат на оној вишок од храна до оној кој што им треба. Само да напоменам дека денеска е 16 октомври денот на храната, меѓутоа поврзан ден е утрешниот 17 октомври, тој е светскиот ден за кога одбележуваме борбата против гладот и сиромаштијата, да речеме, во светот. Споменавте дел од статистиката, која што вели 733 милиони луѓе во светот се соочуваат со глад, односно секој 11 жител на земјава не знае дали наредниот ден ќе обезбеди храна за да го помине денот. И од тука и треба да упатиме апел до нашите граѓани, пред се граѓаните на Македонија, купувајте храна колку што ви е доволно, нели, да го поминете денот за да спречиме фрлање и непотребно конзумирање на додадени калории, затоа што сите ние сме директни и активни учесници во овој процес. Кој ќе биде вашиот апел до нашите граѓани? Прво, до властите да на некој начин редуцираат инфлацијата која што се случува, бидејќи храната станува веќе луксус, не е само основна потреба човеково право, но во право сте кога велите дека ние треба одговорно да купуваме, не мора да купуваме кило патлижани, купите 3 патлижани или, не знам, една зелка, не купувајте 3, кој ќе изедете, купите ново, бидејќи сега во општеството, да бидеме искрени, на секој ќош имаме маркети или продавници во кои што можеме да се снабдиме со производите што нам ни се потребни. Нема потреба од фрлање храна. Во Македонија
околу 9,5 милиона до 13 милиона тони годишно се фрла храна. Тоа е да се нахранат околу 15.000 луѓе, односно тоа е храна која што може да задоволи еден, ја викам, еден среден град во Македонија. Токму и на Светскиот ден на храната 16 октомври ја отворам и актуализираме оваа тема, да слушнат граѓаните, да ги слушнат статистиките и податоците и малку поодговорно да се однесуваат со храната. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам на вас на поканата и само не газирнат во фрижидери што денеска ќе фрлат. Благодарам. Благодарам. Јована, толку од ова вклучување, се надевам дека дадовме убави и корисни одговори на темата. Благодарам, Сузе, благодарам.